И еве не повторно во уште едно издание на емисијата Успешни на К1 телевизија. Овој пат екипата на емисијата Успешни се наоѓа пред Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес, каде ќе раскажеме уште една успешна приказна на актерката Весна Димитрова Бобевски. Јас се надевам дека ќе останете во добро расположение со она што ќе го понудиме како пат до успех оваа емисија. Актерката Весна Димитрова Бобевски е подготвена, ја чека екипата на К1 телевизија да пристигне и да ни го раскаже својот пат до успехот, своите гостувања во други театри, своите представувања со пантомимата надвор од Македонија и секако нејзините филмски остварувања. Останете со нас и уживајте во уште едно издание на емисијата Успешни. Добар ден! Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Како сте? Добри? Јас се надевам сте подготвени да се соголите пред камерата на К1 за вашите успешни достигнувања во текот на вашата театарска кариера. Секако. Ние сме подготвени да ве слушнеме. Почнуваме. Повеќе од 25 години обстојувате на театарската сцена во Македонија и ширум светот, меѓутоа тука се и филмските остварувања, македонските народни приказни. Како е да се биде актер повеќе од 25 години? Па што обстојувам, значи добро. Нема во животот се само добро или само лошо. Животот некако има некој непишано правило и некој свој собствен баланс кој што сите ние сме го доживеале и го доживуваме во сите сфери од животот, не само во професијата. За да се стигне до некој успех во наводници во Македонија, ако тоа може да се нарече или успех и кои се условите и патот додека се стигне до тоа, секако нели се вели трновит пат. Па имало и убави моменти, имало и мачни моменти, тоа е многу нормално. Се наоѓаме во гримјорната, место каде што пред секоја представа актерите се подготвуваат. Веројатно, после 25 години не е исто чувството кога влегувате во оваа просторија, меѓутоа се сеќавате ли кога прв пат влеговте во гримјорна? Интересно прашање. Никогаш не сум размислувала, нити пак сум се подсетила како било моето прво влегување во гримјорна, а и искрено не се сеќавам. Предпоставам дека била огромна возбудата, дека со самото влегување, нели, ние жените па башка, нели, приватно многу сакаме шминкање. И предпоставувам дека тогаш сум била вонсериски возбудена, затоа што со самото влегување во гримјорна сигурно сум се доживеала веќе актерка. Трнлив ли е патот до успехот? Па трнлив е. Барем во овие ефемерни професии, каде што не може дефинитивно да се измери квалитетот нели на учесникот, на актерот, трнлив. Меѓутоа, кога ќе земеш колку многу љубов има кон оваа професија во нас и желба за успех, некако тоа се амортизира или се изедначува и па има и други задоволства, или има други бенефити. За успехот би зборувале на сцена, таму е местото каде што актерот се докажува. Секако. Доди. Би сакал да ми раскажете за оној успех кој што за секогаш ќе остане забележан во вашата кариера, тоа е пантомимата со која се представивте себе си, ја представивте Македонија, речиси секаде во светот. Може ли како се случи тоа, како дојде до целиот тој проект, кои беа искуствата, каде се бевте, што се освоивте, срцата на публиката, награди, држави, градови посетени? Па освоив неколку земји, да не речам цел свет, нели? Не, секако дека не, но многу земји ги освоив без ни еден збор. Пантомимата сосема случајно.
Значи, јас веќе бев работена актерка во Велешкиот театар и бидејќи со нашата академија тука влегов, па ме бутнаа на испити пак и тие патешествија, јас решив да одам во Софија да студирам кукларство. Но пред да заминам во Софија на кукларство, тука во Македонија во тоа време имаше некој семинар за кукли, не се сеќавам колку траеше, месец, два, три, не е битно. И беа повикани најдобрите куклари од Југославија, тогаш се уште беше Југославија, Анте Хркач и Милита Бихали од Белград, Анте Хркач од Сараево. И јас го посетував тој курс за кукли. И не знам, после известно време јас решив да одам во Софија нели на кукларство. И кога стигнав таму, кога почнав да го полагам приемниот испит, професорите ми велат, значи отидов како веќе искусна актерка, со веќе тука неколку години работно искуство и веќе вработена во Велешкиот театар. И јас почнам да работам со куклата, или да го кажувам текстот, меѓутоа кога заврши испитот професорите ми велат само една реплика, две дале ги кажа како куклата. И после јас веќе сум ја оставила куклата или цело време сум си глумела јас. И професорите ми викаат, најубаво е да си одиш на класична глума, нели? Затоа што ти лично сакаш да се експонираш. Ти не сакаш да си во втор план. Ти не сакаш куклата да е во прв план. И можеби многу подобро, и веројатно беше така. И тогаш ми кажа дека таму некаде има еден професор на таа академија кој што предава меѓу другото пантомима. Значи мојот професор Сашо Илиев, кој што јас дипломирав, тој имаше завршено пантомима во Франција кај Марсел Марсо. И така се запиша во негова класа, значи не стриктно пантомима. Меѓу другото, малце повеќе се работеше движење и тој одма мене ми предложи, после не знам колку време веќе од како бев на академија, да работиме една испитна представа, Неван, срцето на светот, се викаше, и со таа представа најмногу го освоив светот, нели? Ете, таа монокореодрама, Неван, срцето на светот, ме однесе во многу земји. Во Мароко, во Ерменија, во Сардинија, не се сеќавам, да не набројувам, во многу. Имам сознание дека во сите тие земји сте биле пречекувани како вистинска атракција, како нешто што на вистина жителите на тие места требало да го видат. Дали тоа е на вистина така и какво е чувството кога ќе стигнете во град каде што во тоа време немало ниту печатници во Македонија, можеби да се испечатат постери, а вие веќе сте приметиле дека постери со вашиот лик и со вашата представа се залепени по самиот град, дека настапувате вечерта. Јас со тие мои патувања имам многу легенди, нели? Еве како куриозитет, можам да го кажам ова што го доживеа во Сардинија и во Мароко. Значи, во извесен период, тоа се погодува најчесто и во животот е така, нели, одеднаш ќе ти се соберат многу проекти, пак имаш долг период кога само седиш, ништо не работиш. Во тој период, ова е пред 15 години, можеби и повеќе, не се сеќавам веќе, јас во Струмичкиот театар гостував со една представа, Тетка Лиза се викаше, и требаше да го напуштам проектот и да заминам во Монтреал, во Канада, на филмски фестивал. А таму сум била неколку пати на тој филмски фестивал, тој е 4-ти по ранг во светот. Не знам, можеби 6-7 дена сум била на фестивалот и од таму требаше да стигна во Македонија, за половина ден требаше одма да летам за Мароко. И проблем некој се случи на во аеродром, не пуштаат, затоа што во Италија требаше 2 пати да слетаме, а не било дозволено, требало виза а мене веќе ме чекаат во Мароко, зашто моите колеги, директорот и една екипа од 8 луѓе веќе се стигнати во Мароко неколку дена пред јас да стигнам, таму се сунчаат, се уживаат во луксузен хотел. И беше интересно, на директорот тогаш му велат, на мојот директор му велат, може ли вечер да настапи твојата актерка, затоа што не знам, некој актер не е дошол или се разболел. Он вели, па не е дојдена, па како не е дојдена, а вие веќе сте тука една недела, 3 дена не се сунчаат, уживаат, па не е стигната. И јас уште еден ден доцнам плюс, затоа што нели не можеме преку да летаме преку Италија, па некоја нова дестинација, еден ден подоцна стигнувам во Мароко.
И таму ме чекаат, нели, со джип, она Весна Димитровска, ме сместија во убав хотел и представата, се сеќавам, беше на 8 септември, на денот на нашата независност, нели? Во Националниот театар таму играв, имам убави фотографии и кога ја завршив представата, значи се качија неколку луѓе, се сеќавам и еден доктор, по професија доктор, значи по медицина, и она еден режисер вака ме допираат, ми викаат: дали си жива, зарем ова може жив човек да го изигра? Тоа беше толку тешко дело. Значи, Неван, срцето на светот, тоа значи Неван, мајката на светот, нели, во монголска јурта, значи ке шаманите тоа се применувало. Сценографијата беше на сцена, од јута направен шатор, и само 60 гледачи можеше да ја следат представата, а јас играв пред нивните нозе. Меѓутоа, беа толку тешки движењата, тоа беа циркуски зафати, тоа имаше посебна техника, која што професорот ми ја кажа. Јас тогаш имав сигурно едно 20 на килограми помалку и многу разгибано тело. За да ги направиш тие движења, тие беа толку ризични. Ако немав доволно разгибано тело и ако немав доволна концентрација, значи не де Боже кршиш врат, кичма, тоа беа стварно тешки зафати и паралелно текст, што е уште потешко. Се сеќавам, еден професор дојде и ми вели: јас сум професор по физкултура. Значи, само да трчаш е многу тешко, а тек да зборуваш, нели, еден час и такви тешки движења, секоја чест. И јас го играм, нели, представата. Ова што пред малку кажав, ме допираат и еден од некој познат режисер, нивни од Мароко, од Казабланка, значи кој што работел со светски звезди, кажа дека работел со сер Лоренс Оливие, дека не знам колку години во Лондон режирал, дека во Франција и така, и веќе 70 и повеќе години имаше, се вратил во својата матична земја и ми вели: како го постигна ова, колку време го работевте? Јас работам вакви проекти, меѓутоа ги работам најмалку 3 месеци до 7, а вие колку? А јас како да кажам дека мене беше ова испитна представа, нели, со мојот професор, а бидејќи, нели, вонредна представа во мојот матичен театар, тоа изискуваше трошок. Мојот професор требаше да биде сместен во хотел и беше сместен во Велес во Вила Зора. И за да не биде подолг престојот, да не го обремени, нели, проектот финансиски, ние работевме 12 дена макотрпно за порано да ја завршам представата, нели, да се оди професорот, да не плаќаме хотел, дневници и така. Ама јас како да кажам дека не за 3, за 7 месеци како што они ги работат представите ваквите тешки со движење, дека за 12 дена е направена, 15. И за да не се спушти вредноста на представата, јас велам: па да, па рече си ние така, толку, да. И мислам, така ми се тие некои спомени интересни, но чувството е прекрасно кога сами ќе скачат, нели, тоа се странци во публика, фестивал е, од сите земји дојдени, и кога сами ќе те поканат во нивната земја, затоа што Македонија е непозната земја, Македонија нема лоби група, немаш ти менаџер кој што ќе те форсира и ќе те прати. Квалитетот или те продава или не. А бидејќи делото беше исклучително специфично и тешко, и бев поканета уште во многу земји. Значи, јас не можам да си ги разграничам земјиве од моите патувања, бидејќи со филмовите јас многу патував, нели, кажав, еве Мароко, Ерменија, Куба, Украина, Германија. Не можам да се сетам, Шпанија, во пола свет. И така се случи. После таа представа, одма ме поканија во Италија, во Сардинија. И покрај тоа што ме поканија во Сардинија, или на островот, ме пријавија во Рим да играм со истата представа. И по неколку месеци од Мароко јас одам во Сардинија, стигнувам. На островот некако се погоди ноќе. И како ме возат, мислам, не возат сите од екипава до хотел, јас гледам низ градот плакати од мене. За мене непоимливо. Значи, представата, значи, ова кажав, пред 15 години и повеќе. Не дека не се печателе плакати во нашиот театар. Меѓутоа, кажав, ова беше вонредна ситуација и имаше плакат, меѓутоа немаше со фотографии. И таму тие, од една моја фотографија од Мароко, направиле плакат и пишува Театро Национале Велес Македонија.
ме возат нели ноќта со джипот и гледам не на едно место, него градот убаво излепен со плакати и цената на влезницата беше, се сеќавам, ни кажаа дека таа била највисоката влезница во Сардинија. И имаше некако, да речам, после неколку дена Горан Бреговиќ имаше концерт таму. И една вака голема чест за мене беше. Истата влезница, мислам, истата цена беше на влезницата и за Горан Бреговиќ. И дури, бидејќи оние имаа видено нели представата, за тоа ме покани, ја видоа во Мароко, и тие не во нивниот театар, туку закупиле театар од 7 век, значи платиле во друг театар да ја играм представата. И ова се моменти кои што нели вреди да се живее. И тогаш оно што пред малку јас го кажав дека патот е трновит до успехот. Меѓутоа, од време на време има и по некоја роза, нели? Да, кога ќе ве расположи и ќе ве награди Да. за се оно што сте го работеле. Кога споруваме за вакви успеси, тие биле речиси пред 15 на година, меѓутоа сега она што поскоро се случи беа успесите кои што ги доживеавте со вашиот филм за Пресвета Богородица Спасине. Тоа беше во Русија, беа неколку фестивали, беа награди. Какво е чувството да се чекори по тие црвени теписи, килими, како и да ги наречеме, со толку звучни филмски имиња, и какво е чувството да го гледа некое такво врвно име од филмската фела и да го оценува вашиот филм, па дури и да го награди? Значи, јас предмалку, како што ви кажав, имав претходно играно по други филмови и со тие филмови имав можност да бидам по неколку светски фестивали и имав можност, еве во Канада конкретно, ми значеше тоа одење по тој црвен тепих со Софи Марсо и многу други големи звезди тогаш беа на тој фестивал, но јас тогаш бев учесник во филм кој што беше во друга категорија. Не беше игран, туку на телевизиски филм беше. Не знам од каде ми дојде таа храброст пред 5 години, колку поминаа 6, да го снимам овој филм. Сега, ова многу често го изјавувам, ни во лудило не би почнала да снимам ваков филм, како што беше играно документарниот филм Пресвета Богородица Спасине. Јас сум верник, јас тоа не го кријам, јас сум често во црква, на литургии. Мислам, не треба да се кажува дека ги следам сите постови, значи ги држам и така. Јас растев со мајка верник, некако од дете ми е тоа, не дека јас не сум грешник, не дека јас во животот не грешев или не грешам. Меѓутоа се трудам, нели, колку можам да ги исправам тие грешки, а религијата ми е во душата. И на една од тие литургии ми дојде таа идеја за не точно за ваков филм, туку као некоја емисија, па као нешто за Богородица, па илјај црквите за Велес, па тоа се некако земаше замав и да се случи овој филм. Не велам дека кој знае ја што направив. Има една изрека, како знае баба, така кара деца, нашите оставиле, или колку пари, толку музика. Кој ќе ги споиш овие двете изреки, некако тоа е филмот. Јас тргнав, да не речам, без пари. Тргнав да се молам каде стигнав по спонзори, земав кредит и еден дел ми помогна владиката Агата Ангел, кој што секако дека ми го даде благословот за да го снимам овој филм. Јас не ни мислев да почнам без него, нити па можев така да почнам. Во тоа време градоначалникот на Велес, кој што беше Горан Петров, исто ми помогна колку можеше. И се случи овој филм. Веројатно Бог така сакал и доживеа да биде на овие фестивали во Русија и во Белорусија. И некако мојата од сите години од како се бавам со оваа професија, кога ме прашувале со кој актер би сакале да снимате или кој актер од оскаровците нели најмногу го почитувате, јас почитувам од америчките актери, почитувам неколку од тие, меѓутоа не знам, многу сум сакала години наназад да го запознам Никита Михалков, нели русинот, кој што е оскаровец, и еве со овој филм го доживеав тоа на еден од тие фестивали. Но сакам да кажам дека прво филмот беше поканет во Москва на еден фестивал, па во Чувашка република. Јас искрено да кажам, пред тоа немав слушано, тоа не знаев. Чувашка република, тоа е во централна Русија.
и во градот Чебоксар се одржува еден филмски фестивал кој што го прават претежно професорите од академиите во Москва. И тоа беше едно ново искуство секако, но меѓу другото фестивалот има пловење по Волга. Сите учесници на фестивалот на еден брод на кој што има се од јадење, пиење, убаво дружење и едно 3, 4, 5 часа, не знам, се плови по Волга, се разговара и имам и фотографија од тоа кај што давам интервју баш на бродот, пловејќи по Волга. И па зарем не е тоа едно прекрасно доживување. И потоа во исто време некако ми се погодија фестивалите, од тој фестивал летав за Сибир. Од толку топло време, од она на Волга, летав во Сибир, во градот Томск. Значи тоа беше крајот на мај, веќе почетокот на јуни, таму бевме со капоти. Таму беше овој фестивал, Золотој витез се нарекува тој фестивал, Златен витез. И на тој фестивал секогаш речиси секогаш Никита Михалков и тогаш дојде со неговиот приватен авион. Успеав некако да го запознам во таа толпа на народ, во таа гужва. Таму одев по црвениот тепих и мислам дека ќе го пуштите инсертот, има кога директорот на фестивалот не најавува кои сме тие што ќе чекориме по црвениот тепих. Со 20 автомобили Rolls-Royce, значи црни автомобили, не возеа оние кои што требаше да поминеме на црвениот тепих. Јас бев со актерката од Србија, со Ивана Жигон. И кога ме најавува директорот на фестивалот, тој е еден од најголемите имиња во Русија, тој е актер по професија, има режирано исто филм За своја душа, Николај Петрович Бурљаев. И тоа се едни високи лесвици горе, и тој стои горе, јас веќе чекам да почнам по црвениот тепих и он вели, јас зборувам руски јазик солидно, и он вели од Македонија нам приехала весна. Но зачем она не принесла весну здесь? Значи од Македонија ни дојде пролетта, нели весна на руски значи пролет. А бидејќи беше ладно, но зашто таа тука не ни ја донесе пролетта, вели. И го има тоа веќе. Го имаше на сајтот, на нивниот сајт од фестивалот, па така јас го извадив тоа моје чекорење по црвениот тепих. Прво оди Никита Михалков, па после ние другите. Потоа овој истиот филм, значи по неколку месеци беше поканет влезе во официјална конкуренција во Белорусија. Тој фестивал во Белорусија е исклучително на религиозни, на христијански филмови. Малку е во градот Минск и потоа во друг град, во помал град. 180 километри од Минск, тоа е глобоко градот. Таму имав интересно доживување, значи ќе одам, нема да одам. Знаете, финансиски никој кога не те поддржува, не велам дека до сега не ми помогнала државата или некои луѓе други, но не секогаш. Значи морав да си платам авионскиот билет, па се што следи за таму, ќе одам, не одам и во последен момент одам за Белорусија. Таму е малку повисока цената на авионскиот билет. И она таму нели мора да понесеш и треба да извадам виза за Белорусија која што кошта 100 евра, а треба да се извади од амбасадата на Белорусија во Белград или може во аеродромот кога ќе стигнеш таму. Такво искуство имав во Ерменија, исто во аеродромот. И јас стигнувам во Белорусија ноќе. Нели немам виза. И чекам таму на шалтерот и нема никој. И ова трае, некако празен аеродромот. И трае, и ме почна да ме фаќа паника затоа што луѓето што ме чекаат надвор ќе си заминат. И па на шалтер отидов, па не знам, некој ми приде, па наваму треба, таму треба, и тоа се губи во време. И сега овие работниците, цариниците на шалтер ме гледаат и сега си разговараат меѓу себе. Па дојде на христијански фестивал, па дали морали да изземеме пари за виза, па треба ли, не, и ова трае, едно време викаат, ајде оди. И значи јас, и ова цело време на фестивалот се зборуваше, а и видејќи она што претходно го кажував, ќе одам, не одам, јас заборави во тоа брзање, во сите други земји или онаа осигурувањето, патното осигурување треба да се извади. Ја тоа го заборавив.
помислив, меѓутоа не знам, во таа еуфорија заборев да извадам и тоа меѓу другото. И како влегов ја без виза, во хотел се сместувам и ми бараат патното осигурување. Ама тие поинаку го нарекуваат. И ја тогаш сетив дека заборавив. И јас им викам, јас не ве разбирам што ми барате. Ја многу добро разбирам што ми бараат. И неш ми објаснуваат, не можам да ве разберам, велам. И една од организаторките на фестивалот вика, ајде, сега па и тоа. Сега не ја пуштија на аеродром без виза, па сега патничко осигурување вие тука во хотел ки барате. И тука поминав така. И ова цело време, а учесникот од Италија стигнал до Москва и веќе во Москва не го пуштиле за Белорусија да лета, го вратиле назад. А ја без виза влегов, знаете колку е тешко таму во Белорусија да се отиде. И цело време на фестивалот, директорот на фестивалот цело време викаше она: "Еј, македонката без виза ни стигна на фестивалот и без патничко осигурување." Сега да кажам, гледам многу филмови, играно документарни, претежно беа такви, она со религиозна тематика. И јас сум свесна за мојот филм, колку кошташе, каков е, сите пропусти. И некако тие го ставиле филмот да биде последниот ден, тоа е во очи на Голема Богородица, што ние велиме народски, или на Успение на Пресвета Богородица. И последен филм на фестивалот беше нашиот филм. Го гледаат и потоа одиме на некоја свеченост. А во сала, значи, бидејќи тако фестивалот, имаш монаси, имаш монахињи, имаш од нивните часни сестри, од католиците и од овие од православните. Уметници, еден куп режисери од сите земји, како што доликува на еден интернационален фестивал. И сами приоѓаат во автобусот кога веќе одиме на ова коктелот и ми велат типичен школски, баш, пошто они ги имаат тие училишта, кај нас нема такви предавања. Ако сакаш нешто да научиш за Богородица, весна твојот филм треба да се пушти. И дури ми рекоа, немало потреба ни од превод, ние се разбравме, нели словенски корен на јазикот и целата, мислам, се она што им беше потребно, го разбра. И другиот ден беше Голема Богородица, значи, како што кажав, и завршуваше фестивалот и доделување на наградите. И сега ги читаат добитници, а јас уште од првиот ден ги гледав статуетките. Беа различни наградите и јас ја гледам таа една стаклена статуетка со крст, Богородица како држи крст и си викам, она, знаеш, македонска како ние. Здравје, поне така ќе направам друг филм со повеќе пари, ама не ваков и пак ќе дојдам на овој фестивал. Знаеш, ми се допадна статуетката за да ја добијам како награда. И како ги читаат добитнициве, не знам, едно 6-7, можеби повеќе, помалце поминаа пред мене и почнуваат да читаат, да образложуваат, нели, за следната награда. До мене седеше монахиња од Русија, која што во нејзиниот манастир има точно таков фестивал. И таа ми вика, сега за тебе читаат, добиваш ти награда. А затоа што она во жири била, па знаеш, мене са не ми се верува, нели, како награда ќе ми дадат, па мој филм е сиромашен, мислам, има многу пропусти, јас сум свесна за тоа. И навистина ме читаат мене. И ја толку се возбудив, навистина не очекував дека ќе добие. И јас како станувам од седиштето, нели, одам на сцена и почнувам, силно возбуди, почнувам да плачам. Ама толку силно, знаеш, да не можам да се смирам. И јас са кажувам, тука во први ред седи бискупот, седат професорите на тие академии, не знам католичките како се нарекуваат, па нашите монаси, свештеници од Русија, од Белорусија, од секаде. И јас плачам и велам, па јас не очекував да добијам оваа награда, затоа што овој мој филм е многу сиромашен. Јас знам дека филмот има многу пропусти, има многу наивности, навистина има наивности. Јас таму имам облечени деца ангели. Ако јас имав пари, ќе платев, нели, компјутерски анимации. Немаше да бидат живи ангели облечени наивно на ракашини, костими или кој стигнал, помогнал. И велам, но прво, јас не сум режисер по професија. Јас сум актер, но јас сум верник и толку ми беше желбата, мене голема, да направам нешто за Бога, за Богородица. И од сета таа преголема моја желба,
и наивност има тука, излезе овој филм. И јас знам дека за се што се работи требаат пари. Јас немав доволно, помогнаа сите колку може, меѓутоа за филм тоа е премалку. Но филмот имаше друга мисија. Не беше мојата идеја јас да се покажам колку сум голем режисер. Значи кажав, јас не сум режисер. Филмот имаше мисија и има луѓето да видат која е Богородица. А точно тука може да се види целата легенда која е. И имаше премногу љубов има во тој филм втиснато. Има нели огромна желба. И меѓу другото велам ни една жена не е достојна да го толкува ликот на Богородица. Па и јас најмалку, па јас сум грешник. И велам, и замислете, кај нас, нели, кај православните денес е празникот Успение на Пресвета Богородица, а таа денес мене ми даде награда и уште толку почнам да плачам. Доле еден аплауз. Ја примам статуетката и ги има тие фотографии. А исто едно од убавите доживувања и возбуди во Белорусија, овој фестивал има алеја на засадени дрвца од сите земји учесници на тој фестивал. Бидејќи некаде 15 години, не знам колку постои тој фестивал, значи на Америка, на Франција, на другите земји дрвцата се веќе големи, а Македонија за прв пат учесник и требаше да го засадам дрвото на Македонија. И таму имав таква силна возбуди, баш сите засмеја тие. Ми викаат како снажно тоа копаше ти тука, па јас сум дете од село, велам и друго. Многу ми беше голема, нели, радоста. Јас го садам првото дрво на Македонија, баш во таа алеја на големите, да кажам, ајде. И се надевам дека вирее добро. Им реков да ми го чувате дрвцето кога ќе дојдам по неколку години со друг филм на овој фестивал, да биде пораснато веќе. Така, ова е еден дел од тие мои доживувања и успеси. Театар, филм, македонски народни приказни. Што би одбрала Весна сега после толку години искуство и дали би можела да го работи само едното нешто? Па како што јас на почеток го откажав во разговорот, животот ни дава баланс за се. Така и во оваа професија. Значи, кога ќе се заситиш од театар, ќе ти дојде некој снимање, играта пред камера е друга. Друго е чувството, друга е атмосферата, нели, во театар друга, пред камера и некако одма тој баланс. Ваму кој ќе се презаситиш, па ќе дојдеш на оваа другата страна, на другиот таз од вагата и тоа е животот, малку тоа, малку тоа. Иако да бидам искрена, за нијанса, малку повеќе сакам камера. Приказните. Па, тоа е нашето битие, не знам. Јас ги чувствувам, јас кажав и прескаве вака во неврзан разговор, јас потекнувам од село, јас сум ги гледала жените во село и ова тој менталитет, тој малце театрален начин на изразување за некои чувства, јас тоа го пренесувам во приказките, во тврдокорни. И така. Ве радуваат ли наградите? Последна во низа е 9 ноемвриската награда, односно 9 ноемвриското признание кое општината го доделува за посебни достигнувања во културата и уметноста. Вие бевте една од добитничките на тоа признание. Изјавивте дека некаде помладите би се радувале повеќе на наградите за разлика од нели оние поискусните и повозрасните. Кој е всушност вашиот вистински став за наградите? Согласувам, јас се сеќавам, значи нема актер, обично уметностите, можеби во другите професии, ама ние, одма мислиш дека уште со првата улога мислиш си најдобар, мислиш дека одма заслужуваш награда. Сите ние така сме мислели, јас сум мислела. Да не зборувам и на полно фестивали или представи, да сум чекала да отидат на фестивал и очекуваш дека ти си најдобри, ти ќе добиеш награда, па си тажен, па после овие професии носат и оговарање, носат нови други коментари додатни, како си онеправдан. А реално, после многу години кои ќе се свртиш, ќе сватиш некојаш и не си ја заслужувал, некојаш си ја заслужувал можеби, се не може на сите да им се даде. Така да сум очекувала јас во помлади години многу пати дека треба да добијам. Така сум си била умислена, нели. И кога животот ќе ти земе замав, кога ќе те изудира од сите страни, и професионални, и животни, и некако менталниот склоп ти станува поинаков. Јас сум во овој период некако насочена кон
сферата од личниот живот. Во таков период сум сега, ми се случуваат некои други промени и можеби во таа преокупација не очекував. Не велам дека не сум ја заслужила. Јас минатата година нели се вратив со 2 меѓународни награди и претходни успеси. Оваа година заборавив на 9 ноемвриските признанија, заборавив дека се ближи веќе 9 ноември. Занесена во тоа и кога ми се јавија бев навистина пријатно изненадена. Драго ми е, секако дека ми е драго, но за разлика ако ја добиев на помлади години, ќе беше паѓање у несвест, кој знае што ќе беше тоа, не знам во каква еуфорија и колку ќе бев досадна. А сега го примив сето тоа смирено, достоинствено. Особено овие државни признанија многу значат во биографијата, во сивито по свет кое што го бараат. И тоа таму би било вака со едно посебно значење. Што со оние што не можат да ви го простат успехот? Па ако не се тие, ако не биле тие, немало да дојдам до овој успех. Вие мора да имате, може би кај мене, ама најчесто е така. Да ве фати како народот или инатот. Инаку е предизвик може ама тогаш е инат. Да си најдобар, да им пркосиш, за инат за тие да си подобар. И веројатно тоа ме однело мене. Може би и нешто друго било, може би така мислам, ама има и тоа свој удел во сето тоа. Што ќе беше Весна да не беше акторка? Не знам, и друг пат и дома така си имам размислувано. Една моја пријателка, која што е инженер по професија, еднаш ми вели: Весна, си имам размислувано, за ништо не ме бива. Нити да шијам, нити дома да готвам, нити гледам жени ги бива за повеќе работи. Мене ништо, ако не сум завршила еве да бидам инженер, ја не знам што ќе работам. Јас имам така фатено себе си. Не знам. Битно е дека да научиш да си најдобар во тоа што го правиш, и тоа сватив. Да си многу чесен во професијата и да си до крај професионален. Нели, и чистач на улица да си, и што и да си, да е твојата улица најчиста, тие улици ки што ти ги чистиш да се најчисти. Никој да не може да ти пререче. И битно е, и друг пат имам исто кажувано за еден човек кој што е машиновозач, како се вели на возовите. И тој само за тоа зборува и дури вика луѓе, нагости е досаден. Не мислам досаден. Сега сака професијата. Значи ти имаш луѓе, еве со самарџи, со старите занаети, види некој занаетчија како разговара за занаетот. Тоа е. Да имаш огромна љубов кон сето тоа, тебе да ти исполнува и да си чесен во тоа, да е до крај изработено. Не знам, ама дали ја тоа сега сум го сватила, а дали ако сум се бавела со друга професија и дали ќе сум ескивирала колку само заплатата или ќе сум била честно внесена, не знам. Не ги споменавме оние проекти кои што ги работите со театарската група Словото. Тоа е група на деца кои што имаат љубов кон театарот и актерството. Вие работите заедно со нив, неколку пати сте били на представување надвор од Македонија со словенска амбасада, ми се чини, па што е она што во моментов работите со нив и како сте задоволни од сето тоа? Знаете, јас многу години наназад ги работам патронатите во некои училишта, основни. И така сето тоа тргна за да дојде после до групата Словото. Значи не е таа група фиксна дека се само тие деца, нели се менуваат, нормално. Растат, заминуваат и кога ќе се сетам на некои од тие од претходните групи, веќе сега се академски граѓани, некои од тие веќе станаа семејни луѓе, имаат и деца. И многу често кога ќе се сретнеме евоцираме спомени. Ова последното што беше со групата Словото, со театарската група Словото, беше гостувањето во Словенија, нели? Да, беше проект со словенска амбасада, чекори кон Европа, Словенија, Македонија и тука исто склоп на околности. Некогаш знаеме во животот многу работи да ги местиме, да ги форсираме, да ги силуваме од сите страни па да не биднат. А некогаш па сами се редат работите. Така испадна и во овој случај ова со словенска амбасада. И после тоа не поканија во Љубљана на сајмот на книгата во Цанкариев дом да го отвараме сајмот на книгата. Ние од Македонија со оваа театарска група аматери деца
да го отвараме сајмот на книгата во Словенија, во Љубљана, баш во Цанкариев дом. Едно преубаво искуство, едно многу убаво доживување и таму, и по патот, и во таа велелепна зграда, и како тоа беше организирано на сајмот, и самиот наш настап. И после, со друга представа, бевме уште на 2 фестивали. Интернационални, но аматерски фестивали. Имам планови со таа група, имам покани во странство и други, меѓутоа, како што кажав претходно, сум во еден период каде што сум свртена кон личниот живот малку, една мала пауза, ете го балансот од професијата или од животот, и после со нови освојувања и нови победи. А имам веќе договорени проекти од овие гостувањата на овие 2 фестивали во Русија и во Белорусија за соработка, и кога ќе завршам со овие некои мои лични обврски, одма заминувам таму да реализирам нешто ново. А се разбира секако и тука. За крај, направивме ретроспектива на вашиот успех и на вашите долги години работа. Може ли накратко во 1-2 реченици како се стигнува до успехот? Да има рецепт, многу луѓе би стигнале. Сето тоа е индивидуално и ќе се мачиш од една страна сам, од некаде некој ќе ти помогне, од некаде ќе запреш, некаде па ќе земеш залет, и тоа е. Просто нема правило. Јас ви благодарам за гостувањето во ова наше денешно дружење, и тимот на емисијата Успешни ви посакува уште долги години успех, па да славиме 50 години јубилејна кариера. Јас ви благодарам за идејата што токму мене сте ме одбрали, што ми направивте ваква чест и една ваква емисија. А и ме вративте мене на дел од тие мои доживувања, една ретроспектива да си направам себе си и да си вратам дел од таа возбуда. Ви благодарам.